Дали сте чијале за мобиларта Трон, одма до библиотеката во Гевгилија, која што има секаков вид на телефонска галантерија, вклучувајќи и сервис за вашите мобилни телефони, силиконски и гумени маски, футроли, заштитни стакла, се што ти треба за вашиот телефон. Палначе, слушалки, powerbank, сите видови на аксесуарис, има дури и смартвоче со IQ 200, се разбира, се знае. Конзоли за компјутер, PlayStation, дури и ring light во сите големини, почнувајќи од најмалечек до најголем, цела соба да осветлиш, додека снимиш TikTok, например. Сето тоа може да го најдете во мобиларта Трон. И ако мислите оти тука е крајот са лъиште, PUBG геймери, сега можете слободно да играете PUBG Mobile со посебен PUBG Memo контролер и да бидете најјаки и да можете секој гейм да зимите chicken dinner. И да, ако имате било каков проблем со вашиот телефон, скршено стакло, пукнена камера, утечена батерија, уштетен звучник, слободно е лајте во мобиларта Трон, а они ќе се погрижат за тоа. Поздрав! Десте, добро дојдовте во ново видео. Иначе брунка имам, не ме шливка да не мислите после да ми јајте гомно. Што ма апнало, валјда. Иначе, добро дојдовте, officially, во ново видео. Сега, во ово видео, само што станах, извинејте, пардон. Во ово видео ќе ви објаснам, мора се на мом да лафам, само што станах, чекајте да средим камера. Али во ово видео ќе ви објаснам зашо сум преселен, зашо имам нов стан. Как ќе гледате по самиот наслов, се преселив. Сега, ма гледат комшиите. Не сум наспијан видеите ма, сам мијахам, мислам не сум расолен, се измијахам, потечен сум, немам врска заедно. Добро дојдовте во ново видео, дечки. Ќе ви објаснам зашо сум ковка се виќе преселен. Сега. Пред почетокот на ово видео обавезно ставите лайк, коментирате, субскрайбнете. Поздрав, во ово видео ќе добие овој човек овде. Ако сакаш и ти да бидеш познан, се што треба да направиш е #LuckyArmy. Што сакаш пиши, ќе те поздравам во наредно видео. Така да во нов стан сум моментално, како што можете да видите по позадината. Јас морам малку да зумирам. Извинејте, пак ќе кажам што сум потечен сад, само што станах. Значи се преселих во нов стан. Што гледате, ако сакате стан тур да има нов стан тур, значи стан тур парт 2, као пошто веќе има еден стан тур, да има стан тур парт 2 или мојот нов стан парт 2 без разлика, оставете 150 лајка на ово видео. Јас така сам 150 лајка, поради тоа што по 1000 views имам на видео, па вали да можете 150 лајка да оставите. Така да не чекајте уште сега, удејте лајкнајте го, јас ќе почекам 5 секунди. Удејте одма лајкнајте го видеото. Имате 5 секунди. Сега, откако се врнаме, можете да видите дека тука имам микрофон. Тука, да. И тука имам такво нешто. Миксета со синтесайзер и там некој DJ капчина, појма не се разбирам шо и как. Сега, зашо е тоа така? Заради тоа што си најдех цимер со стан во центар, а цимерот се занимава со музика провејна. Усвари дето од Охрид, значи јас сум со цимер најден од Охрид, он си има цела опрема таму за музика провејна, така да од сега на наќе ше да ми треба за музика, он е тука. Може дека има видео и со него, доколку нема нели срам да испаѓа на камера, пред камера, как и да, може ќе правиме музички влогови, така наки. Тук ме е се донесено, значи ring light, ја го исто. Сега, да не одолговлечувам да ви кажам зашо сум преселен. Успат да следејте ме на Instagram, уште малку ме фалат до 1000. Значи имам 860 followers там и нешто, или 800, не појма немам. Фала ви за 9210 суба, вали да појма немам. Не знам, там сме качили неколку. Така сега, значи станот јас што бех порано, првиот стан пред една неделя што го видете вие, јас го плаках тоа стан 10.000 денара, плюс сметките што идеа 5-6 илјади, пошто тоа не било на парно, било на струја и 5-6-7 илјади требаш да дам за сметки, 17.300 евра аз да дам за стан, зашо? Што прво креветите беа сите сокршени, значи не можех да спијам нигде, а бех с цимерка една, немам врска од струмица им беше жената, така повозрасна на 49-50 години там негде беше. Остај тоа, значи два кревети, единиот скршен, единиот во дневната и она ако спие во дневната, аз ќе нема да спијам, двојците ќе не можеме да спиеме на искревет. Фрижидерот имше внатре не знам некој си Airwax или појма на нешто као демек за мирисајне, а усвари фрижидерот сато смрдан, на мирисе, ни со уцет, ни со ништо не можеме да го isчистим. После тоа имше перална која што тропше, кога перше, значи така, знаеш, тропе и тресе цел. Значи комшиите два пата не се качија горе заради тоа што правили сме галама и заради тоа што од тарастата течело вода. Шпортот сад измрсан, неизмијан, зарагавен, не знам, се измијаме што можеме, се истријаме, ништо уште бербат
не може да се изчисти, че е много изварено. Пералната иsto измяма отдолу, така с тушата поминаме, ръгя изтече от нея. Значи, не знам дали знаете, то е едно коти кафеяво ръгя. На туш кабинта нема ни коти завеса, знаеш, коти парденца, нито коти пластика, значи не може да се избавиш некој не сакајќи да влезе, в случај да не знае ке се вида као сваки. После што имаше друго, вратите тесни, не можеш креветите да ги преместиш, немаше правосмукалка, немаше пегла, немаше масичка за пеглање, немаше микробранова, първобитните работи ги немаше. Буквално в останалото нищо немаше, буквално нищо, а ти плакиш 10 денара плюс сметките там от 300 евро плакиш, мамата си го яви. Као, нема смисъл сваки. И сега откъде се преселих тука, сега плаким 6,5 ляди, ще значи 6500, това са 110 евро. Не са 110, 108 евро. Не са 108. 108,34 центи. Тук нямам пойма. 108 евро плакам, от кой има парно, кой ще не е по-скъпо от 1000 денара, или 1000 е точно, не съм сигурен. Струя човекът кажа нек ни платил само 300 денара, само 165 денара пред да се сместиме аз и дето дохрича. Волата ви ки исто и струята колко ки си трошите, интернет утре кеме или после кеме да клаем, пошто все още немам интернет, затова не мога да изпадне во видео, пошто нямам къде да ви го префърлям, мислим да го префърлям на лаптопа, па да му пущам на жика. Едино Яна ако ми пуща как и дойде сега с телефонът, пойма нямам. Така да, интернет ки си клайме, ще значи 6500 плюс сметките нек са иждане максимум до 2,5-3 заеднички да плакам по 1500 денара и 1500 денара. Ще значи за 7,5-8 ляди, аз се наедех совършно стан в център, тие што сте од Скопје знаете, дека ше как е може и тие што не сте од Скопје знаете дека е център, нема точни локации да ви давам поради приватни причини. На втори спрат со лифт, од кој лифтот е на тач, не знам как, али прв пат ви давам лифт на тач. Централно парно грејење, ефтино, има 1, 2, 3, 4, 4 соби, со се ходник 5 јас ги рачунам. Сегде е топло, без да... Ја вчера, например, и некни кога дојдех да го гледам станот, ото јас од вчера сум тук преселен, некни кога дојдех да го гледам станот, сите џама беа отворени, немше парно пуштено, а мен ми беше жешко испотех. Вчера исто така, јас са парното е на млако пуштено, а жешко ме е. Вчера јас кога се преселих тука, немше никакво парно, јас испотех. Значи он, без да пуштиш парно, без да користиш грејење, ти е топло в станот, што значи јас сум на којно. Е така. Се сместих вчера, се средих. Така да нямаше повеќе да ви кажем, се надевам дека ви се допаднава ова видео, конечно и јас да си најдем стан за убаво, знаеш, да се сместам, фала Богу. Така да фала ви за 11,000 followers на TikTok. Не знам што повеќе да ви кажем, имајте убав ден, а ние се гледаме во наредно видео утре вали или задутре. Пишете ми дали сакате стантор, оставете 150 лайка за стантор. Не знам дека ќе лафам, пошто само што станах, а ние се гледаме во наредно видео. Поздрав сите, чао!